За рубрика "Верували или не", колекционер на високи државни функции во Македонија, но и човек кој се жали по странски институции дека е стигматизиран и дискриминиран бугарин, токму во Македонија. Ваква ситуација по се изгледа е возможна само во државава и во случајот со Ѓорги Трендафилов. Тој има богата политичка кариера, полна со и повеќе од респектабилни политички позиции зад себе. Беше портпарол на Министерството за одбрана во периодот на вооружениот конфликт во 2001, еден од главните кои секојдневно ја информираа јавноста за развојот на ситуацијата. Беше портпарол и на владата, а портпаролската функција ја извршуваше во својата партија ВМРО Народна, каде беше и партиски председател. Во својата богата биографија Трендафилов има и директорување во Дирекцијата за заштита и спасување, а беше и пратеник во Собранието. На функција е и ден денес. Прв човек е на Националниот комитет на ГДУ на Петар Колев. Кога ќе ја погледнете биографијата на Трендафилов, сигурно ќе си помислите дека станува збор за човек од така наречената политичка елита, но сепак човекот со десетина високи политички функции во Македонија, за кој само може да сонува еден обичен човек, се жали дека бил стигматизиран и дискриминиран бугарин, токму во Македонија. Тој за своите права се бори пред македонскиот председател, министерот за надворешни работи, а за односот кон него, бидејќи бил бугарин, се жали и пред Европската унија. Прашањето за човековите права се растегнува со децении во земјава и обично тоа е интересно кога доаѓа мисија на ОПСЕ. Кога имаме некаков флагрантен пример кој ќе заврши на насловните страници на печатот. Но решавањето, мислам дека ниту еден случај не завршил позитивно, затоа што и не треба да бидеме изненадени. Цела една лепеза на дискриминација која судовите не реагираат по преставките. Затоа и ги нема. Трендафилов се жали дека тој, бидејќи бил бугарин, бил мразен од македонските граѓани, од кои со години преку своите функции заработуваше и повеќе од високи плати. Мразата е она енергија која обединува повеќе од нас во македонското општество. Во голема мера веројатно тоа се должи на фактот дека ние сме како држава исклучително сиромашни, значи ние сме индивидуално на дното на некаков социјален и економски статус во Европа и нам ни е потребно да имаме непријател, независно дали е тој реален. Во периодот додека беше во Министерството за одбрана, дискриминираниот Трендафилов учествувал во голем број меѓународни мисии и обуки и представува еден од можеби малкумината кои од оваа држава добиле голема шанса самите да се надградуваат. Следејќи го примерот на Трендафилов, сигурно голем број македонски граѓани би посакале да бидат дискриминирани и стигматизирани токму во оваа држава.